Добро вечер во уште една епизода на подкастот Во право со Димовски. Денеска имаме ретка чест и задоволство наш гостин да биде митрополитот Дебарско-Кичевски, господин Георги. Емисијата која што долго време ја договаравме, еве ја реализираме во термин непосредно пред Божик, односно пред Рождество Христово, во која што ќе се обидеме да допреме повеќе теми кои што се однесуваат на актуелниот живот, на мисијата на Дебарско-Кичевската епархија како епархија во рамките на Македонската православна црква. Ќе отвориме и одредени аспекти од животот професионален и од богатата биографија на нашиот денешен гостин. Добро вечер, Владико, благословете. Добро вечер, да се заблагодарам за поканата, навистина сум почестен што сум дел од оваа серија на подкаст, иако е на зародиш врз основа на изминатите емисии е ветувачки. Голема благодарност. Ви благодарам и вас за тоа што и нашата цел беше да направиме подкаст кој што ќе отстапи од оние некои сензационалистички трендови на тие емисии. Намерата ни е да во суштина прикажуваме позитивни примери, бидејќи нашата публика во главном она пракса да ни покаже дека се помлади луѓе кои што се надеваме на некој начин да ги инспирираме. И кога сме кај младоста, сега јас би сакал збор два околу вашата младост, односно како се случи да вие лично донесете одлука и да добиете призив да тргнете по патот кој што е малку специфичен, а особено специфичен во периодот кога вие сте го почнале вашето богословско образование во некаде средината или почетокот на 80-тите години. Може ли да ни кажете ете што се случи во вас, па го избравте тој неконвенционален за тоа тогашно општество такво пат? Кога станува збор за мојата младост, ми се чини тоа премногу одамна. Како да всушност и е во минатиот век, точно е некаде 80-тите години, беше донесена одлуката да се запишам во Средното богословско училиште. И тоа беше некоја дамнешна желба уште како дете. За среќа во сета несреќа имав можност да растам во едно семејство каде што цркувањето беше сосема редовна, нормална појава. Значи, неделното учество на богослужбите, учеството на литургијата. И чинам дека некако тоа врвеше природно, иако да бидам искрен, никогаш во животот не сум правил некакви планови за тоа што потоа. Уште како дете, тоа го чувствувам и сега, имам чувство дека како Бог да ме фатил за рака и да ме води низ животот, низ толку непредвидливи патеки, така што на крајот еве стигнав некако дури и до Охрид. Вие сте дел од 19-тата, мислам, генерација на возобновената богословија, на нововостановената богословија. Во тој период, колкави беа генерациите во Средното богословско училиште? Тоа е еден голем парадокс во споредба со денешната состојба во која што се наоѓа Средното богословско училиште, каде што има многу подобри услови, но многу помалку ученици. Може да се каже дека во тоа време имаше големи генерации, некаде од 15-тина па до 30 души во генерација. Сега целата богословија брои вкупно не повеќе од 30-тина. Верувам дека и покрај целата состојба и начин на кој што живееше нашето општество во тоа време, црковноста, духовноста, традицијата сепак беа присутни длабоко во
душата и во идентитетот на овој народ. Јас се сеќавам на тој период онолку колку што сум живеел, да речам, во тоа време, пред промените, пред плурализмот, бидејќи моето семејство е свештеничко, иако немаме моментално активен свештеник, да речам, меѓутоа таа традиција и во тој период беше жива и воглавном во тој период нашите баби беа онаа спона помеѓу претходното време кога бил нормален животот да биде поврзан со црквата и со циклусот на празнување и така натаму. И јас паметам во тој период црквите дека беа полупразни, меѓутоа имаше една друга една енергија и друг тип на верници, да речам. Сега, фала му на Господа, масовно се оди во црква, меѓутоа сепак тој период верувам дека си има свој белег и тој период имаше интересни свештеници. Интересни профили на свештеници, онолку колку што се сеќавам јас. Во врска со вашето образование, рековте го завршивте средното богословско училиште во Скопје и продолживте образованието на Богословскиот факултет во Скопје. Така е. Доколку ми дозволите, би сакал само накратко да се надоврзам на вашиот поглед на состојбите од тоа време и само да потврдам дека во тие потешки времиња точно е дека нашите баби и мајки беа оние кои што ја држа верата и во генерациите што понатаму следат, беа навистина покрабри отколку останатите, така што ним се должи можеби за сета ова надградба духовна која што имаме денес. Во однос на школувањето точно е кога веднаш после средното образование за среќа имавме православен богословски и се уште имаме православен богословски факултет. Тука во Скопје на 22 години потоа бев повикан да предавам во Македонската православна богословија и 3 години минав со богословите, со учениците веќе во и тоа можеби ми биле меѓу најрадосните и највдахновените години, би рекол, од тој период од мојот живот. И потоа следеше заминување на студиски престој едногодишен во Германија за студиите за кои што од тогаш бев испратен да продолжам понатаму, а тоа беа библиските студии, беше побарано знаењето на германскиот јазик и затоа година дена поминат во Исторично-црковниот институт во Регенсбург и потоа следните 5 години на магистерски и докторски студии во Рим, во Италија, на Понтификалниот универзитет Кривалијана. За кој што универзитет важи онолку колку што јас знам дека го управуваат језуитите и изнедрува кадри, да речам, и со православна и со католичка вера, значи еден вид научна институција каде што вие сте докторирале практично и сте магистрирале претходно. Да, во Рим има повеќе понтификални универзитети и меѓу нив најзначајниот, па и можеби долго постечкиот универзитет е Григоријана, со тоа што видот на студии кои што јас ги посетувам беа библиски студии, така кога станува збор за ова библиската наука, обично и методологијата и пристапот бива ги надминува границите на конфесионалност. Јасно, така. Вашата специјалност, докторат е од областа на Стариот Завет? Така е, магистерскиот труд беше од областа на Новиот Завет, додека Стариот Завет и Соломоновите изреки беа предмет на истражување за докторските студии.
И тоа го предававте на православни и се уште го предавате на нашиот факултет. Стариот Всушност, завет? со Стариот завет ја започнавме дружбата уште во богословија, значи таму во 90-та година. И во богословие и на факултет веќе еве добив, тоа се повеќе од 35 години, каде што предметот на истражување, изучување, па и предавање ми е Стариот завет. Так. Во Охрид наследивте епархија која што е една од клучните, да речам, од рбетот на Македонската православна црква. Верувам ја наследивте, не верувам, туку знам, ја наследивте во состојба на организираност, како на црковен живот, така солидно свештенство, просветна дејност и сите оние аспекти. Кажете ми, верувам дека она што го остави покојниот митрополит Тимотеј е сосема добро поле за понатамошно развивање на нашата епархија. Кажете ни збор два околу вашата, да речам, околу вашата митрополитска, односно вашите обврски како епископ на Македонската православна црква. Најнапред може би кажал збор два за ова моја некоја повторна средба со Охрид. Ние претходно сите сме доаѓале во Охрид, бидејќи е секако едно од најубавите места во земјата, па и пошироко и на Балканот. Плени со својата убавина. Но постои голема разлика од пред и потоа. Верувам дека секој оној кој што и претходно бил епископ не можел да остане равнодушен не само на природните убавини на Охрид, туку на духовните убавини, на духовното наследство. Познате дека Николај овде ги има напишано познатите молитви на езерото, така вдахновени, инспирирани, што денес се преведени на многу јазици. Па дури и еден Теофилакт Охридски кога дошол тука со големо негодување затоа што бил испратен во далечината таму на крајот од тогашната империја, доживел преобразба, затоа што на Охрид никој не може да остане равнодушен на она големо наследство кое што тука се живе, наследството од Свети Климент, од Свети Наум. И верувам дека сето ова сега го гледам од сосема една друга ангулатура. Одговорноста е голема на митрополитската должност и како што спомнавте, благодарение веќе на претходната посетена работа на митрополитот Тимотеј, станува збор за една епархија која што е стабилна со голем број на одлични парохиски свештеници, можеби не се бројни, но понекогаш е важен квалитетот повеќе отколку квантитетот, така што еве сега станува збор за движење чекор по чекор понатаму во надградување на она што е претходно ставено. Исто, можеби, освен тие аспекти, во Дебарско-Кичевската епархија има и развиено монаштво, живо монаштво кое што функционира долго време. Предпоставувам вие оние канонски посети ги направивте на сите манастири. Каков ви е впечатокот во тој дел, а од оваа ваша, да речем, позиција сега? Кај нас ова епархија е позната по своето монашко искуство и по монашкиот живот што го има во манастирите. Веројатно е една од епархиите со најбрано монаштво. Но и таму каде што имаме и можеби малкумина монаси, може да кажеме дека и таму и тие манастири ни се вистински духовни светилишта.
например, би имаме светина, умиот сектари, може би е еден, но ни вреди за 1000 монаси. Така што и тоа е секако едно огромно духовно богатство што ја краси оваа епархија. Кога го спомнавте отец Нектари, мене пред очи ми излегува една слика која што некаде низ моите библиотеки ја имам. Тоа е една фотографија од неговото монашење на кое што под рака го носи нашиот светител дедо Гаврил Велички, епископ Велички, младиот тогаш искушеник Нектари. Сакам да кажам дека тоа е еден вид на една линија на наследство и кога се присетив сега на тоа, баш би сакал да ве прашам дали вие имавте можност да го запознаете дедо Гаврил Велички. Да, дедо Габриел имав можност да го запознам по годините кога бев и богослов. Имаше можност, ретка можност да се види не само во Лесново, туку доаѓаше и во Скопје. Имаше бденија во определени денови и имавме можност некој што бевме од богословија, но од време на време исто така да присуствуваме на неговите богослуженија, да ги слушаме неговите проповеди. Така да и тоа е една дел од една духовна историја, еден духовен великан кој што уште тогаш беше препознаен како свет и со право црквата подоста не долго потоа го прогласи, го канонизира за светите. Така и тој покрај неговиот свет живот, тој е еден континуитет практично на монаштвото, кое што после продолжува и во раните 90-ти, добива друга, да речем, димензија и друга масовност. Покрај другите ваши ангажмани, вие и во библиското Здружение на Република Македонија имате своја функција. Може ли да ни објасните, да им објасниме на гледачите што значи библиското Здружение, која е неговата функција, неговите цели, со што се занимава и што продуцира, да речем? Тоа беше еден измеѓу период во кој порано бев, сега веќе не сум ангажиран како генерален секретар на Македонското библиско здружение, кое што има големо значење затоа што се грижи пред се за преводот на Светото писмо, потоа и за публикувањето и овозможува библискиот текст да биде достапен до сите читатели. Сега најнапред тоа се печатените изданија, но знаеме дека денес многу лесно тоа се прави, има можност да биде достапен и во дигитална форма. Така, апликации. Да, станува збор за пред се за текстови, но исто така води грижа да биде Светото писмо достапено и за оние, например, што не можат да гледаат, значи има во Брајлова азбука, исто така определени текстови, не цел Нов Завет или Свето писмо, и во аудио формат. Сите всушност преводи на Светото писмо на Новиот Завет ги имаме не само во печатена, туку и во аудио форма, за да може и оние што не може да читаат, а и оние што не сака, што сака да го слушаат на место да го читаат Светото писмо. Така што сите изданија на Светото писмо од првото до денес со благослов на Светиот Синод се издадени од страна на Македонското библиско здружение. Така. Во времето кога се спомна вашето име за кандидат за митрополит Дебарско-Кичевски, многумина од мојот круг на пријатели беа збунати од околноста дека македонски амбасадор сега ќе станува владика. Им беше несватливо. Вие сте 4 години бевте македонски амбасадор во Ватикан. Колку искуството на дипломат му помага или одмага во она што сега вие го работите? Верувам дека цел живот ние нешто учиме, не само во времето додека сме во училиште. И предпоставувам дека и од тој период би требало да остане нешто што ќе биде полезно и сега. Станува збор за еден
4-годишен период од животот, на некој начин што беше излез можеби од моето место каде што јас и израснав и претходно бев и потоа продолжив, а тоа е црквата. Но беше една можност да се запознам со бројни лица, да се стекне едно искуство, да запознам еден свет кој можеби е поинаков и поразличен, но исто така можност да видам дека и оваа наша земја, иако е можеби малубројна, дека посетува квалитетни луѓе во дипломатијата. Значи, излегов од таму со едно позитивно искуство и со позитивно видување и со големи надежи за нашата македонска дипломатија. Разговоров го водиме, го снимаме во предвечерието на големиот празник, рождеството Христово. Па би сакал да искористиме таа прилика да ги испратите пораките до нашите верници, до гледачите, со оглед дека ова емисија ќе биде емитувана на самиот ден на Божики. Во Евангелието е забележано, Бог вели толку го возлюби светот што го испрати својот единороден син, та секој што верува во него да не помине, но да има живот вечен. Со Божик, со рождество Христово се означува почетокот на остварувањето на спасението на светот и човекот, кога обично во сите религии човекот го бара Бога, тука Бог е оној кој што моди во пресрет на човекот. Станува човек за да може човекот да се спаси. Од друга страна пак слободата која што има човекот и што му е дадена од Бога, му носи одговорност дека и човекот и сите ние сме должни соодветно да одговориме на тоа големо Божјо спасително дело. Така што и во ова прилика би сакал да порачам дека треба да се потрудиме сите ние од нашите души, од нашите срца, да направиме место да Христос Богомладенецот и во нас се роди. И во оваа прилика би сакал на сите оние кои што ќе не гледаат да им го честитам празникот и со радосниот поздрав Христос се роди. Вистина се роди. Ви благодарам на честа која што ни ја направивте. Се надевам во иднина ќе имаме уште прилики да разговараме како што ќе налагаат потребите. Здравие Боже. Ова беше едно ваше представување, да речам, пред нашата јавност, бидејќи првпат за локален медиум настапувате. Мислам дека луѓето ќе добијат представа за нивниот владика, кој што ќе го гледаат и на службите и по Охридската чаршија во годините што стојат пред нас. Благодарам за поканата и за честит нека ни е празникот. Амин. Ви благодарам на вниманието. Христос се роди.